Почитувани, владата на Република Северна Македонија, предводена од СДСМ, со пакетот економски мерки, директно им помага на работниците, занаетчиите, на малите и средните предпријатија да го пребродат најтешкиот периодот кога трпат загуби поради здравствената криза. Имаме јасна цел во оваа глобална криза, а тоа е спас на секое работно место и на секоја компанија. На последната седница на владата, преку Развојната банка, обезбедени се дополнителни 492 милиони денари, односно дополнителни 8 милиони евра за директно кредитирање на микро, мали и средни компании, чија економска дејност е погодена од коронавирусот. Се реализира и вториот пакет на економски мерки, кој вклучува 14.500 денари месечно повработен, помош за спортисти од 14.500 денари, помош за уметници и паричен надоместок за граѓаните што останале без работа поради кризата. Државата се грижи за лицата кои биле дел од неформалната економија и останале без приходи, а се запира и законот за извршување до крајот на јуни. Со цел да помогнеме во надминување на последиците од кризата, владата донесе уредба со која се предвидува ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април и мај 2020 година. Обезбедено е ослободување од плаќање на придонесите на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година за правните лица кои вршат угостителска дејност, дејност на туризам или транспорт и други компании кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведувањето на мерките за справување со COVID-19. Ова се само мал дел од мерките кои имаат за цел помош на домашните предпријатија, помош за секое работно место, а кои опфаќаат 250.000 работни места и 35.000 компании. Се подготвува и нов пакет на суштински мерки и политики кои ќе обезбедат дополнителна помош за домашната економија. Во изминатите 2,5 години создадовме силна и стабилна економија, подготвена да се носи и со сериозни економски предизвици како оваа глобална криза. Со нашиот одговорно и домаќинско работење, брзо ќе ја надминеме оваа криза, со што помали последици врз стопанството.